Добар ден. Еве ве поздравувам и денес на средината на оваа недела, се разбира на почетокот на средното издание на Алфа Ординација. 10 часот е времето за нашата следна средба и реализирање на темата која што ви ја најавив вчера, тема која што ќе обработуваме денеска во следниот 1 час. Зборуваме на тема од областа на гинекологијата, а станува збор за миомите на матка. Односно, во продолжение ќе зборуваме што се миоми на матка првенствено, потоа кои се причините, симптомите, но се разбира и каков е третман при појава на миоми на матка. На оваа тема денеска во Алфа Ординација зборувам со доктор Александар Бојаджиев, специјалист по гинекологија и акушерство во болницата Аџибадем Систина, и се разбира доколку имате прашања, телефонските линии се отворени. Добар ден за вас, доктор Александар, и добро дојдовте кај нас. Добар ден, добро ја најдов и поздрав до гледачите. Решивме да ја обработиме оваа тема за присуството или причината поради која што всушност кај жените се појавуваат миомите на матката, со оглед на тоа што и вие ќе ни кажете во продолжение колку е тоа всушност и често како појава и колку е сериозно во однос на тоа колку и како пациентите би требале или не би требале да имаат страв, но и за превенцијата ќе се задржиме, се разбира, и во продолжение во текот на нашиот разговор. Најпрво, унака како што е редот, би кажале што всушност представуваат миомите на матка. Миомите представуваат бенигни тумори, значи еден вид на добри тумори на матката кои што се изградени од мускулниот слој, значи од мускулните клетки, односно од миометриумот. Матката е мускулен орган и со прекомерно растење на тие мускулни клетки на матката, значи се создаваат одредени топчести туморозни формации кои што може да бидат од премногу тврди, значи буквално како камен, до премногу меки, кога има хиалина дегенерација, како желе еден вид, значи и може да бидат со многу мали димензии од 1-2 см до премногу големи по 30-35 см. Најчесто миомите доаѓаат повеќе на број, значи почеста е варијантата кога се јавуваат по неколку миоми на матката. И нема правило дали големината на миомот одредува колку е симптоматологијата голема. Односно, некој миом од само 2-3 см може да прави многу поголеми проблеми, за разлика од, да речеме, 2-3 пати поголем миом. Веројатно тоа зависи од позицијата каде што се наоѓа миомот, но... Да, дефинитивно од позицијата. Најчесто ние субмукозните миоми, ама ќе споменеме и понатаму. Значи, дури со многу мали димензии знаат да прават големи проблеми и во однос на крварење, и во однос на стерилитет и кога зборуваме за различен број состојби и заболувања секојдневно во Алфа Ординација, гледаме дека со текот на времето возрастната граница за појава на истите се намалува. Ако некогаш била по 40-тите, 50-тите, зависи од самото заболување или состојба, сега со тек на време некако таа возрастна граница се намалува. Што во случај при појава на миоми на матка? Односно, на која возраст кај жената најчесто или по карактеристична возраст кај што се појавуваат миомите на матка, и во овој случај би кажале и кои се карактеристичните места кај матката каде што најчесто се јавуваат? Да. Значи, миомите на матка се многу честа диагноза, односно 20 до 25% кај белата раса, кај црната се уште почести, значи 20 до 25% од жените имаат миоми. Тие се јавуваат во репродуктивниот период, значи во периодот од пубертетот до менопаузата, и во тој период растат. Во периодот на менопауза тие жени што имаат миоми, миомите стагнираат, односно се намалуваат, се сушат, така да кажеме. Така да тие се естрогени зависни хормони, значи зависни од хормонот на жената, и во тој период кога таа го има, значи самиот тој хормон доведува и до раст на тие миоми. Сега порано жените помалку претпоставувам оделен на гинеколог и поретко се откривале, бидејќи тие се откриваат со едноставен гинеколошки преглед и со ултразвукот веднаш ние можеме да ги откриеме дури оние најмали миоми.
инаку тие од секогаш биле присутни и не представуваат значи некоја голема тревога, но сепак треба да бидени, значи нивниот раст, дали растат, дали предизвикуваат симптоми и слично, бидејќи сепак голем број од жените првпат дознаваат дека имаат миом кога ќе направат редовен гинеколошки преглед. Заради тоа што повеќе од 50% од миомите се асимптоматски, односно немаат пациентките никакви симптоми пред да дојдат на оној рутински гинеколошки преглед. Така да тие се најзачестени во оној репродуктивен период, значи од периодот на пубертетот до менопауза. Да. Рековме дека поголемиот дел од нив не даваат симптоматологија, за останатите кои што даваат симптоматологијата исто ќе споменеме во продолжение, но само да споменеме на карактеристичните места, бидејќи првично рековме дека дали ќе даде симптоматологија или не, односно дали без разлика дали е миомот голем или мал, зависи од симптомите, зависат од тоа на која позиција ќе биде. Така. Значи, има повеќе класификација, или вака по-достапно за гледачите да кажеме, значи, според позицијата на која што се наоѓаат миомите, значи, може да бидат субсерозни, тоа е према надворешниот зид на матката, може да бидат интрамурални, тоа е во самиот мускулен слој, тие се најчести, може да бидат субмукозни, односно под внатрешноста на матката, односно под ендометриумот. Сега тука има повеќе поделби на тие субмукозни, може да бидат на петалка, може да бидат делумно во зидот, делумно кон внатрешноста, значи тоа е во однос на терапијата на нас ни е важно. Понатаму може да бидат исто така цервикални, оние кои што се субсерозни, значи према надворешниот зид на матката, значи може да бидат исто така на петалка, па таа петалка да се уврти, па да настане послаб доток на крв према миомот, негова внатрешна некроза, па тој дури да се одвои од матката и да се прилепи на друг орган, тоа се вика паразитарен или мигрирачки миом, и може да бидат интралигаментарни, тоа е во пределот на големите крвни садови на матката. Значи, сите овие локации, нас, гинеколозите и на жените им се важни, заради тоа што зависно од локацијата, знаеме колку тие може да направат проблем во однос на стерилитет, во однос на бременост и во однос на симптоми, во смисол сите тие симптоми кои што може тие да ги предизвикаат зависно од нивната локација. Да. Сега, кога, кои миоми и кога, значи, кога би биле позиционирани на матката таму кога ја даваат симптоматологија, кои симптоми ги даваат? Симптоми, рековме дека немаат сите пациентки, помалку од 50% од пациентки имаат симптоми. Симптомите се, најчестиот симптом е крварењето, и во однос на крварењето тоа е неправилни менструации, менструации кои што може да траат премногу долго, крварењето исто така не е како порано, значи може да биде во интервали, односно пред самата менструација да има како некоја сукрвица, па за време на самата менструација повторно, значи да биде крварењето 2 дена да пациентката има крварење, па потоа некој период као кафено, па потоа повторно 2 дена, значи тоа све зависи нели од позицијата на миомиот, и он може да го обструира тој пат од каде што крвта излегува надвор, и заради тоа да се јавуваат овие проблеми, овие прогресивни крварења. Исто така и миомот отежнува матката убаво да се стегне, бидејќи матката е мускулен орган, и да го сопре тоа менструално крварење. И затоа и овие жени покрај тие крварења, нели, логично имаат и анемија, која што е прогресивна и која што исто така е проблем, значи кај пациентките кои што имаат миоми. Понатаму имаат, значи, доста често болки за време на менструација, но уште почесто болки за време на однос. Понатаму имаат симптоми од соседните органи на кои што може миомот да притиска, како што се бешиката, дебелото црево. Значи, воколку миомот притиска на бешиката, може да има пациентката чести мокрења, може да има неправилно мокрење, неправилни млазови во кои што, значи, ја испушта мокраќата. Исто така може миомот да притиска и на уретрите, оние цевчиња кои што ја спуштаат мокрачата од бубрезите кон бешиката, па да настане дури застој во бубрезите, односно хидронефроза.
Понатаму миомот може и на дебелото црево да притиска, па да има, значи, обстипација, проблеми со, значи, големата нужда. Така да голем број на симптоми може да предизвикуваат миомите, исто така може да предизвикаат и проблеми со забременување, односно стерилитет. Некогаш и пациентките се обраќаат и од таа причина, кога сите други причини за стерилитет се исклучени. Да. Ние понатака во делот на диагностицирање, односно лекување и терапија ќе позборуваме за тоа кои последици би можеле да ги имаат ваквата појава на миоми на матка во однос на времено лекување и откако ќе се истретира или ќе помине терапијата при миомот на матка, дали и кои се ризиците понатаму, но тоа се разбира во вториот дел. Ќе одиме поред. Постојат за секоја појава, постојат и одредени ризик фактори зашто тоа се случува. Кои се ризик факторите за појава на миомот на матка и бидејќи и во овој дел, како и за пак ќе споменам за сите други заболувања, генетскиот фактор игра улога и секогаш е присутен. Ризик фактори плюс генетскиот фактор и неговото влијание. Да. Значи, точната причина зошто настануваат миомите не е позната. Има голем број теории, али до сега ни една, значи, не е прифатена дека е тоа точната причина, но сепак од ризик факторите има поголем број на ризик фактори кои што се утврдени дека се допринесуваат во зголемена инциденца на појава на миомите. Тоа се, значи, црната раса, например, има 3 до 9 пати поголем ризик за појава на миоми за разлика од белата раса. Понатаму, пациентки кои што имале многу рана прва менструација, значи исто така имаат многу поголема веројатност во текот на животот кај нив да се појави миом. Пациентки кои што првата бременост имале после 30-та година, исто така имаат многу поголем, кај нив има поголема веројатност да се појави миом на матката. Од друга страна пак пациентки кои што имале повеќе бременности во текот на животот, се на некој начин тоа делува протективно, односно се заштитени и кај нив е помала инциденцијата на појава на миоми. Така да може да заклучиме дека бременоста, односно повеќе бременности делуваат како еден вид заштитнички механизам против појавата на миомите. Од исхраната, значи, оние пациентки кои што повеќе внесуваат црвено месо, кај нив, значи, исто така забележана е поголема веројатност на појава на миоми, и исто така пациентки кои што се со поголема телесна тежина, бидејќи таму во масното ткиво се создава повеќе естроген, значи повеќе женски хормони кои што и претходно спомнавме дека, значи, се е утврдено за нив дека доведуваат до раст на миомот, не се причина за појава, но доведуваат до раст на миомот и затоа и миомите се само во репродуктивниот период, дека ги има овие естрогени хормони. Значи, кај погојазните, по крупните жени, така да кажем, има поголемо создавање на тие естрогени хормони, кај нив може миомите побрзо да растат. Генетскиот фактор, еве како последен ќе го спомнеме, исто така, значи, кај роднини од прво колено, во смисол мајка, значи сестра близначка, е дефинитивно потврдено дека кај тие пациентки во колку нивната мајка или сестра имала миом, кај нив значително почесто исто така миом може да се појави. Кога зборавме за позицијата на миомот, споминавме делото нивната класификација, но би сакала малку повеќе околу класификацијата на миомите во однос на оние кои што, да речеме, растат и од кои причини тоа, дел кажавме, може во продолжение да дополниме. Во однос на таа класификација, кои се симптомите од искуствени или статистички симптоми кои што растат, миоми кои што растат, миоми кои што стагнираат, дали постои таква поделба или таква класификација? Таква поделба не постои, али е поважно тоа што самата локација може да ни каже дали пациентката може да има проблем со забременување и ако остане бремена проблем во бременоста,
оние миоми, во тој смисол, значи оние миоми кои што притискаат на внатрешната шуплина на матката, односно на ендометриумот, односно таму каде што треба да биде имплантиран зачетокот, значи дефинитивно може да доведат до стерилитет и дури да остане пациентката бремена, се поврзани со голем ризик за одредени компликации во бременоста. Зошто? Заради тоа што тие миоми кои што ја деформираат внатрешноста на матката, прво ја менуваат самата архитектоника, значи на шуплината на матката, второ предизвикуваат инфламација, односно самата таа инфламација во свој ред доведува до помала шанса за имплантација на зачетокот во матката. Исто така миомите кои што се блиску до остиумите, односно отворите на јајцеводите, може да притискаат на нив, да ги оклудираат, исто така да ги попречуваат нормалните контракции на матката и со самото тоа да го оневозможуваат или попречуваат нормалниот транспорт на сперматозоидите, јајцеклетката и во свој ред, значи до пореметување на процесот на нормална имплантација на зачетокот и остварување на бременост. Затоа тие миоми кои што се, значи, ја притискаат шуплината на матката, треба да бидат третирани. И сега во однос на третманот тука има многу модалитети, зависно од големината, зависно од дали тоа тие се во самата шуплина или надвор, или колку проценти се према внатрешноста од шуплината, значи може да користиме оперативен третман, може да користиме конзервативен третман, може комбинација, прво конзервативен за тие да се намалат, па потоа технички да биде изводливо оперативно да се решат, или со конзервативен третман се намалат за 50% и потоа пациентката да остане бремена. Така да има тука многу под верзии кои што може исто така да ги спомнеме најчестите, но најважно е тоа локацијата, а инаку самата големина на миомот не е клучен фактор. Значи, како што спомнав и претходно за симптомите, исто така и за зачнувањето и за износувањето на бременост не е најважна големината на миом. Значи, некој голем миом од 6-7 сантима што е према надворешноста на матката, према надворешниот зид, значи оние субсерозни миоми, најчесто не прават никаков проблем во бременоста, ниту пак проблем за да пациентките останат бремени. Но дури миоми од по 1,5-2 сантиметри во шуплината на матката, субмукозни, мора обавезно да се изводат за пациентката да може да остане бремена. Бидејќи со таков миом нема да може, односно е веројатноста под 1% да остане бремена, а тоа се прави со исклучително едноставна процедура, еднодневна, буквално е пациентката истиот ден доаѓа во болницата, истиот ден си оди, со една, значи, хистероскопска камера, инструментариум се влегува, тој миом се отстранува буквално за половина час, значи сега зависно и од случајот, имаме субмукозни миоми кои што се многу големи, па треба претходно да бидат со конзервативен третман третирани, односно со лекови, кои што ќе го намалат тој миом, за после да може да се истиот оперативно едноставно извади. Да. Ние ќе позборуваме подоцна се разбира и за тоа, бидејќи во третманот постојат повеќе варијации или алтернативи во зависност од самиот миом и кога што се применува и како се применува, како изгледа тоа. Ова беше само мал вовед во тоа, но додека да стигнеме до самиот третман, уште едно прашање во однос на кога веќе споменавме дека помал е бројот на пациентки кои што при појава на миоми или бројот на миоми е помалку што даваат симптоми, поголем е кај оние кои што немаат никаква симптоматологија и од тука веројатно и е да кажеме дијагнозата подоцнежна. Бидејќи вие рековте дека миомот се открива, се разбира кога самата пациентка ќе се дојде на редовен гинеколошки преглед, но можеби тоа да биде и на не толку редовен, бидејќи ете знаеме дека редовен на 6 месеци до 1 година, но ете доколку тоа не е така и миомот се открие подоцна, а пак доколку од оние миоми кои што растат, колку е тоа ризично, колку е контраиндицирано во однос на понатамошниот третман?
Да, самите миоми представуваат бенигни тумори. Значи тие не представуваат ризик како малигните тумори, но треба да кажеме два исклучока, значи пациентките кои што се во периодот на менопауза, ако кај нив миомот расте, тоа исклучиво веднаш мора да биде направена операција, односно да биде извадена матката. Исто така пациентки кои што се во репродуктивен период, а миомот брзо расте, исто така мора да бидат брзо оперативно третирани, заради тоа што изузетно ретко, значи во исклучително ретки случаи, али сепак е возможно миомот да биде сарком, значи да биде не бенигна формација, туку малигна. Така да има состојби кога мора брзо да се реагира за да значи не се пропушти онај идеален период за да биде пациентката третирана. Но овие состојби, значи каде што може да има сарком на матката се исклучително ретки. Може би 2000 на 2000 пациентки еден случај е тоа. Но сепак и тие значи ретки случаи секогаш мора и ги имаме во глава кога ги следиме пациентките, за да на секоја пациентка се пружи оптималниот третман. Сега во однос на тоа, ако пациентката задоцнила со прегледите и значи веќе се открие еден поголем миом, сепак зависи, повторно ќе кажам, од локацијата и од низината желба за потомство. Многу е подобро кога тој миом ќе се открие на време, а пациентката сака бременост и да се направи проценка дали таа да остане бремена или тој да се третира, бидејќи воколку е неопходен оперативен третман, потоа пациентката мора да почека, значи 6 месеци за матката, односно делот од матката каде што е миомот изваден, значи да се заздрави, бидејќи сепак тоа е ожилок, па тек после тоа да има значи односно да се обиде да остане бремен. А сега во услови кога секоја една пациентка чека до 35-40 години за бременост, значи веќе кога ќе дојдат на преглед со многу придружни болести, па често се откриваат и овие миоми, и тогаш веќе се доведува до една значи многу по-тешка ситуација, за разлика од воколку редовно одат на преглед и сите тие болести кои што ние ги гледаме, не само и состојби, не само миомите, значи со ултразвучниот преглед и гинеколошкиот ние буквално сите гинеколошки болести што се органски може да ги видиме и откриеме. Така да значи апелот е да одат на редовни гинеколошки прегледи за се што треба да се превземе, кога ќе се превземе на време е многу со подобра шанса за успех. Што значи дека во однос на дијагностицирањето, она што би можеле да го кажеме во продолжение е дека дијагностиката е сосема едноставна, она што се прави на секој редовен гинеколошки преглед всушност е и начин или метода како би се открил миомот, а тоа е ехото или по Ултразвукот е златен стандард за дијагностика на миоми и скоро секогаш значи е доволен за да ги лоцираме, за да кажеме каков тип на третман е потребен и слично. Сепак некогаш миомите може да бидат заменети и со одредени тумори на јајникот или ако има премногу големи миоми или премногу миоми, во тие случаи поретко може да се направи магнет резонанса за точно да се одреди нивната локација и од каде тие потекнуваат. Откако ќе се дијагностицира одреден миом, вие рековте претходно дека се според тоа каде, која е позицијата, дали расте или не, во колкава големина е и како според што друго се одлучува каков ќе биде третманот, ќе разборуваме во продолжение. Постои медикаментозен третман, рековме, следење или контрола на истиот, но и одлука кога треба да се направи негово хируршки третман или вадење на миомот. Сега како и кога се одлучува тоа, а потоа ќе позборуваме кога веќе ќе се одлучи да се направи таков хируршки третман, која е процедурата.
Значи вака, сега прво да кажеме, ја би сакал прво да кажам и за овој конзервативен третман. Да, медикаментозниот ќе го кажеме пред се разбира. Да. Заради тоа што голем број од пациентките кај нив не е потребна операција и подобро со операцијата да се почека. Оние пациентки кои што да речеме се во период на во репродуктивен период, односно во период кога уште жената може да роди, да остане бремена и слично, кај тие пациентки воколку миомот не предизвикува симптоми, доволно е само следење и воколку не ја деформира внатрешната шуплина на матката. Дури и да предизвикува симптоми во смисол на крварење, значи воколку не ја деформира внатрешната шуплина на матката, може воколку се интрамурални, субсерозни и слично, да се оди со медикаментозен третман за да се тие крварења намалат. Од медикаментозниот третман значи се оралните контрацептиви кои што истенчуваат внатрешноста на матката и исто така спиралите кои што имаат одложено ослободување на одредени хормони кои што прават еден вид атрофија на внатрешната шуплина на матката и со тоа ги намалуваат крварењата и со тоа голем број од овие пациентки кои што се во репродуктивен период, имаат крварења, значи на нив може да им помогнеме дури и да се избегне оперативниот третман. Сега збориме за случаеви каде што е тоа можно, значи каде што има големи миоми кои што деформираат внатрешноста на матката, кои што растат, кои што има значи пообилни крварења и слично, тогаш дефинитивно треба тоа да се оди по оперативен пат и обавезно миоми кои што се субмукозни, односно во самата внатрешна шуплина на матката, за нив се прави таа и претходно што е спомнав, значи оперативна интервенција каде што не е потребно сечење на стомакот, директно се влегува во матката со камера, преку вагината се влегува преку грлото на матката во шуплината на матката со ресектоскоп, значи со една камера директно со визуализација тој миом со таа една значи минимално инвазивна оперативна техника се отстранува и има одлични резултати. Од конзервативниот третман има и одредена група на лекови кои што се викаат ГНРХ агонисти, кои што предизвикуваат вештачка менопауза и се користат најчесто 3 месеци и доведуваат до намалување на миомите, значи сите овие конзервативни третмани не ги излекуваат миомите, значи миомите не исчезнуваат, туку зависно од типот на конзервативен третман што го користиме, или тој се намалува или го контролираме крварењето од матката. Така да со овие ГНРХ агонисти ние предизвикуваме една состојба на вештачка менопауза и со самото тоа ги решаваме крварењата, а од друга страна кај одреден број, кај 50% од пациентките ги намалуваме големината на миомите за 40 до 50%. И во тој период, значи, проблемот е решен, но мора да се знае дека оваа терапија не се користи долго време, има голем број на нус ефекти како остеопороза и слично и се користи за на нас најчесто за ние докторите да можеме предоперативно да ја дадеме терапијата за да може за време на операцијата да технички полесно ја извршиме. Значи дали се тие големи субмукозни миоми кои што не е можно во еден акт да се биде извршена оперативната интервенција, па ја даваме оваа терапија за да се намали миомот, па да можеме во еден акт со операција да го извадиме. Зошто? Заради тоа што воколку со оваа терапија се намали миомот, имаме нели добар ефект и сето тоа, менструацијата се враќа после 10 до 14 недели, а веднаш од кога ќе се нели прекине со терапијата, после 3 до 4 месеци многу брзо миомот се враќа на претходните димензии,
на кои што тој ги имал и фактички ништо не сме постигнале. Значи оваа терапија не е за да се лечат миомите, туку да е една наука во лекувањето, значи. Има и други лекови, значи сега најнови се СПРМ, една група на лекови, да не ги опторуваме значи гледачите со со комерцијални имиња, значи тие се лекови кои што вршат инхибиција на прогестеронските селективен инхибитор на прогестеронските рецептори, кои што лекови исто така вршат намалување на големината на миомот, се користат 3 месеци со пауза 1 месец, па после уште 3 месеци, исто така има одлични ефекти со многу помалку нуспојави од овие ГНРХ агонисти. Исто така тука е најважна проценката, заради тоа што некоја пациентка воколку треба да оди на инвитро или донација на јајце клетки или треба да остане бремена, има миом кој што ја деформира внатрешноста на матката, со овој тип на лекови може да се проба за тој миом да се намали, па после тоа таа да остане бремена и таа бременност понатаму успешно да се следи. Но сепак треба да кажам проценката дека е многу важна, значи големината на миомот, локацијата на миомот, тие се скапи лекови и не се даваат рутински секаде и на секоја пациентка. Значи има исклучиво тесна индикација, односно причина кога тие се даваат. Да. Ни останува хируршкиот третман или она интервенција која што треба да се направи таму каде што е неопходна, начинот на кој што тоа се прави и се разбира за нашите гледачи или за оние гледачки кои што ги интересира или можеби се во баш таква состојба, веројатно и пред и пост тој оперативен третман ќе ги интересира, верувам, но ќе го позборуваме тоа по рекламите и кратката пауза која што не е предвидена за 10:30 на пола од денешното издание. Останете со нас на Алфа. Продолжуваме со денешната тема. Потсетувам, зборуваме за причини, симптоми и третман при појава на миоми на матка. На почетокот на емисијата, односно во првиот дел, зборувавме што всушност представуваат миомите, кои се причините или ризик факторите за нивното појавување, какви миоми постојат, односно која е нивната класификација и по што всушност се класифицираат или по што се одредува како понатака ќе се третираат, а тоа е локализацијата или позицијата на матката каде што се наоѓа миомот, а се разбира и типот на миом. Во вториот дел од емисијата ќе позборуваме во продолжение за останатиот дел од лекувањето или третманот во однос на хируршката интервенција, а и за останатите точки кои што спаѓаат во нашиот концепт во однос на тоа што може да се направи, дали може нешто да се направи во однос на превенцијата и како другите болести или инфекции можат да влијаат при појава или комплицирање на состојбата при појава на миом. На оваа тема, подсетувам, зборувам со доктор Александра Бојаджиев, специјалист по гинекологија и акушерство од болницата Аџибадем Систина. Доктор Александра, значи кажавме за медикаментозниот третман, односно конзервативниот третман, кој што се одредува исклучително по проценката на самиот доктор кај одредени пациентки каде што тоа е возможно и треба да се направи, но од друга страна постојат пациентки или состојби кога има појава на миом, а треба да се направи хируршка интервенција. Што во тој случај, што е важно да знае самата пациентка пред и постоперативно, бидејќи тоа е еден дел каде што веројатно треба и нејзино внимание, особено постоперативно кога треба да се внимава на одредени работи и треба да се следи самата состојба. Значи, кога е потребна одредена оперативна интервенција, тоа е значи тоа што треба пациентката да го прифати и да се направи. Сега многу е важно зависно од значи желбите за понатамошно потомство, зависно од тоа дали значи пациентката сака да биде зачувана матката или не, значи треба да биде изберена оптималната операција и зависно од локацијата на миомот исто така и неговата големина и симптоми што ги дава. Сега, значи, оние пациентки кои што веќе завршиле со репродукција, се пред менопауза или, значи, веќе во менопауза, имаат симптоми, расте миомат и слично, значи, кај нив една од опциите е да се извади матката
со тоа што ќе се може да се зачуваат јајниците или може да се извади матката заедно со јајниците. Збориме за повозрасните пациентки кај кои што расте миомот. Значи, оние пациентки кај кои што не расте миомот и немаат симптоми и се блиску до менопаузата, треба значи да се обидеме да се зачува матката, бидејќи во менопаузата, како што спомнавме и претходно, миомите не растат, се намалуваат, се сушат и на тој начин ќе биде избегната непотребна оперативна интервенција. Тоа зависи од хормоните, нели? Зависи од естрогените хормони, кои што во периодот на менопауза жената ги нема и токму поради тоа миомите во тој период не растат и заради тоа и не е потребна оперативна интервенција. Да. Сега во периодот, во репродуктивниот период, односно кога да кажеме пациентките имаат 25, 30, 35, 40 години, значи во тој период волку пациентката нели планира, сака да остане бремена и слично, тогаш има неколку оперативни техники. Едната е да се извади само миомот доколку е интрамурален, тоа може да биде изведено зависно од големината на миомот, неговата локација, со значи класична операција, класично отварање на стомакот и миомектомија, така се вика стручно, или може исто така да биде изведено и лапароскопски, значи минимално инвазивно, каде што преку 3 портови на стомакот од по 1 сантиметар се влегува во шуплината и се енуклира, односно се изљуштува тој миом и потоа исто така лапароскопски се зашива тоа место од каде што е тој изваден. Значи, тука зборуваме за тие субмукозни, субсерозни миоми кои што се достапни, кои што не се премногу големи, не се над 4 на број. Тие се кандидати за овој лапароскопски третман. Оние миоми кои што се субмукозни, односно во внатрешноста на матката, тие, значи, многу едноставно, како што и претходно во првиот дел на емисијата спомнавме, се отстрануваат хистероскопски, со тоа да, воколку се премногу големи, да бидат претходно третирани со овие лекови кои што прво нив ги намалуваат, за да бидат тие подостапни за операција, па после тоа да бидат отстранети. И исто така пациентките кои што завршиле со репродукција, има и пациентки кои што имаат по 30 и 5-40 години, сигурни се дека нема повеќе да раѓаат деца, имаат значи голем миом со симптоми и слично и едноставно сакаат да биде отстраната матката за да не се повтори истата ситуација, бидејќи покрај оперативниот третман на отстранување на миомот постои ризик од 40 до 50% тој повторно да се појави. Така да и на друго место, не на истото место, не истиот миом, но на друго место тие пациентки имаат зголемен ризик тој да се појави. Така да огромна палета на можни пристапи за оперативен и за конзервативен третман има, а све зависи од желбата, возраста, големината на миомот и симптомите. Да, и тоа веројатно е индивидуално од пациентка до пациентка кога веќе ќе се утврди самата состојба за појава на миом. Бидејќи рековте дека ризикот за појава на следни миоми по оперативниот или дел од овие третмани кои што ги споменавме е поголем, значи може да се појават следни миоми, тоа значи дека е исклучително важно самата пациентка тоа да го има на ум и од тука и редовните, оно што зборевме, што би спајало во превенција, редовните гинеколошки прегледи да бидат онака како што е препорачливо на 6 до месеци до 1 година или кои пациентки почесто треба да биде? Вака, не може да превенираме миомот да не се појави. Едноставно, пациентките што се предодредени, тој ќе се појави, но многу е важно да се превенира да не се доведе пациентката во некоја безизгледна ситуација кога веќе подолго време не може да остане бремена или веќе останала бремена, има голем миом што може да ја поремети бременоста, или има 40 години, има миом, а треба да остане бремена, па треба да биде направена оперативна интервенција, а нема доволно време после тоа за да остане бремена. Значи, за тоа се важни ние редовни
гинеколошки прегледи каде што ние ќе ги детектираме миомите и после потоа ние најчесто, значи во повеќе од 70% од случаевите не ги оперираме, туку само ги следиме, а воколку има симптоми се даваат и одредени лекови кои што претходно ги спомнавме, за да се контролира и крварењето и болките и за да пациентките немаат симптоми, го дочекаат периодот кога тие миоми нема да биде потребно да се оперира. Да. Може да позборуваме во продолжение за бременоста и миомите истовремено, доколку пациентката која што е имала миом или миоми остане бремена. Значи, во случајов кажавме дека доколку постојат миоми, тие можат да бидат како една причина за стерилитет, но ако се истретираат правилно и не мора, нели, во пракса тоа и така е, но доколку самата пациентка остане бремена, а има миом, како тогаш тече таа бременност? Кои се оние, да речеме, нешто на кои што најмногу треба да се внимава и од тука било која терапија, веројатно поради бременоста е ограничувачка во тој поглед, па како се постапува во тој случај? Како кажеме во продолжение, немаме гледач. Добар ден. Добар ден. Добар ден, повелете. Да поставам прашање, вака, јас сакав директно или на доктору или вие тоа ќе го манифестирате, не знам. Ние ве слушаме во програма, сте вие, поставете го прашањето. Добро, вака. Јас имам 65 години. Слабо одев на гинеколог, као здрава се осеќав. Меѓутоа ме натера, така речиси, и на прегледот ми кажа дека имам зголемена, здебелена, уствари валја грлото на матката. Не се ни сеќавам. И ми рече за 6 месеци да се јавам, нели, на контрола. А јас немам никакви проблеми, нити болка, нити крварење, нити ништо. Дури и менопаузата кога ми дојде, нели, оставањето, него ни осетив. Така, трчајки, значи. Добре. Ме слушавте? Да. Може да одговориме, да. Ви благодарам за јавањето. Благодарам. Здебелено грво на матка може да е као хипертрофично грво, но тоа не е никаква сериозна диагноза. Едноставно, ако е пап тестот добар, ако на ултразвучниот преглед нема некои миоми или некои значи други анатомски проблеми во смисол со гинеколошките органи, тогаш не е потребна никаква операција, доволно е само следење, но сепак, нели, уште еднаш ќе кажам, значи ова не е диагноза за дебелено грво на матката. Значи, воколку е пап тестот добар, воколку нема некој миом или некоја формација внатре или напрема надворешноста на матката што брзо расте, тогаш не е потребен оперативен третмент. Застанавме ке прашањето за бременоста и присуството на миоми, како се постапува во тој случај, што треба да знаат самите пациентки? Во бременоста, бидејќи за време на бременоста доминира прогестеронот, значи за сметка на естрогенот, а кажавме дека естрогенот е хормон кој што е одговорен за раст на миомите. И прогестеронот секако има улога, значи во бременоста во повеќе од 30% од случаевите миомите не само што не растат, туку и се намалуваат. Но во одредени случаи тие може и во бременоста да растат и тоа навистина представува проблем. Особено зависно од тоа колкав бил миомот претходно и каде се наоѓа. Бидејќи матката рапидно расте во бременоста, значи миомот исто така може да расте и тоа може да поремети одредени работи во смисол со исхраната на бебето. Особено воколку миомот се наоѓа под местото каде што е инсерцијата, односно прилепена плацентата за зидот на матката. Тоа може да доведе до предвремено одлепување на плацентата, крварење, може да доведе до послаба исхрана и послаб раст на бебето во тек на бременоста. И исто така може да доведе до појава на изузетно силни болки, кои што се како последица на внатрешно распаѓање на тој миом, бидејќи не добива адекватна, односно доволна исхрана, односно васкуларизација самиот миом, може да се јават тие изузетно јаки болки, а тие болки па понатаму да доведат до оние контракции кои што можат и да ја пореметат бременоста.
Докажано е дека кај пациентки кои што имаат миоми во бременоста, значително почест е ризикот за предвремено породување со царски рез и спонтани абортуси. Така да обавезно за секоја пациентка пред бременоста да се направи пред планираната бременост, а и воопшто да се прават редовни контроли за да се избегне ситуација каде што е пациентката бремена со миом кој што може да ја поремети бременоста. Покрај откривањето на миоми при редовните гинеколошки прегледи, тука се откриваат и голем број инфекции или, да речеме, заразни болести кои исто така може да влијаат и во однос на пред се женското здравје, но и во однос на стерилитет или неплодност. Во случај на откривање и на миом и на останати вакви бактерии или инфекции, што и да е, кои што споменавте дека се случува во пракса кога се прават тие прегледи, колку или каков е односот на миомите со тоа, дали има некакво влијание, дали може да се доискомплицира самата состојба, што се случува? Вака, во однос на гинеколошките контроли, значи за време на гинеколошкиот преглед, огромен број на болести може да се откријат и во медицината многу често се случува да нема само една болест, туку паралелно да постојат неколку работи. Може да има и миом на матка, може да има и преканцероза на грлото на матката, цин 1, цин 2, цин 3. Може да има и миом, и циста на јајникот, значи сите тие работи кои што постојат во гинекологијата, за време на гинеколошкиот преглед ние ги откриваме. Инаку миомите, значи, бидејќи може внатрешно да дегенерираат, да некротизираат поради послаба васкуларизација, тие може и да се инфицираат и да станат воспалени и на тој начин да доведат до високи температури, дури и до акутен абдомен, состојба која захтева хитно оперативно лекување. Но сепак тоа се ретки состојби и потребно е, значи, редовна контрола и да се знае дека пациентката има миом и да се следи неговиот раст. Бидејќи секој нагол раст на миомот, без оглед дали станува збор во репродуктивниот период, но дефинитивно многу поважно во периодот на менопауза, обавезно треба да биде оперативно третиран. Бидејќи рековме дека превенција како превенција или спречување на појава на миомот, такво нешто не постои, освен негово рано дијагностицирање и контрола на истиот, се со успешен третман или успешен резултат на крајот. Кога веќе би споменале превенцијата, тогаш би ги споменале превентивните мерки кои што треба да ги знае секој млад човек или секоја млада жена, секоја жена во тој репродуктивен период или во текот на, се разбира, активниот сексуален живот, што е она што најмногу треба да се внимава во однос на превенирање или во однос на спречување на добивање на било која инфекција или било која болест која што би можела да го наруши тој природен процес на репродукција, односно добивање на неплодност. Ќе го одговориме ова, сепак му даваме предност на гледачот кој што го имаме на линија. Добар ден. Добар ден, дали се слушаме? Да, се слушаме. Повелете. Едно прашање до докторот. На возраст сум од 55 години. Имам миом, што го контролирате и вика дека се намалува. Меѓутоа, при последниот преглед ми открија и полип на грлото на матката од 1 сантиметар. И ме интересира дали може да се претвори у нешто полошо канцер. А да напоменам и тоа дека пред 2 месеца ми е направено на анусот фистула, оперативен запад. И сега си имам болка, дури и левата нога ме боли. Добро. Значи, тој миом што не расте на возраста на пациентката, доволно е само да се следи, дефинитивно не е потребна никаква оперативна интервенција. Полипот на грло на матка е лесно достапен и многу лесно тој може да биде изваден буквално 1 минута интервенција амбулантски, не е операција и слично. И се додека било која формација во организмот не е извадена и пратена на анализа, никогаш не може да кажеме за што станува збор.
миомите. Не ги вадиме кога знаеме дека не растат, значи во менопауза и значи самото тоа ни кажува дека не е потребен оперативен третман, но полипот е достапен и амбулантски може да биде изваден и пратен за анализа, а инаку истиот во повеќе од 99% од случаевите не е причина за загрижување, односно е исто така бенигна формација на грлото на матката и не е причина за симптомите кои што пациентката ги наведува, што се болките кои што одат према левата нога. Така да полипот тоа е 1 сантим како мал израсток само на грлото на матката. Ако сите други наводи се добри, ако е пап тестот добар, нема некои миоми на матката кои што растат или цисти на јајниците, тогаш не е потребна никаква оперативна интервенција, односно доволно е само следење. Да. И го закружуваме денешниот разговор, како што споменавме, со генералните превентивни мерки. Па генерално, ние гинеколозите често апелираме пациентките редовно да доаѓаат на редовни контроли, за да се што ќе се детектира, открие на време, многу е полесно да биде истретирано. Тука не зборам за оперативно лекување, туку зборам се што може ќе се открие на време, може да биде подложено на третман кој што нема да доведе до операција. Исто така и нашите совети кои што ќе им ги дадеме, со нив исто така се настојуваме да спречиме одредени болести и состојби кои што може да бидат спречени. Така да препораките се редовни прегледи кои што ќе доведат до избегнување на некои непријатни ситуации и голем број на оперативни интервенции може да бидат спречени со тие редовни контроли. Значи, со откривањето на ПАП тестот се спречени илјадници, стотици илјади операции за карцином на грлото на матката. Така да доволни се оние редовни контроли за да не дојде до некои посериозни болести. Да, ако ќе се земе в предвид сериозноста на болестите кои што може да произлезат токму од нередовноста и од нередовните контроли или пак несоодветниот третман и нередовното следење, тогаш уште повеќе е аларм дека редовните прегледи се и така важни. Ја закружуваме денешната тема тука, соете тоа нека биде покрај превентивни мерки, потсетување за истите, нека бидат совети препорака за нашите гледачки. Денеска зборувавме за вклучени симптоми и третман при појава на миоми на матка и јас верувам дека сите оние нешта кои што беа важни во однос на оваа тема ги кажавме во претходниот 1 час заедно со мојот денешен гостин доктор Александра Бојаджиеве, специјалист по гинекологија и акушерство од Аџибарен Цетина. Доктор Александра, ви благодарам за гостувањето. Верувам дека ќе се видиме во следна прилика. Вие сте за прв пат кај нас во Алфа ординација. Да, прв пат сум во Алфа, многу ми е пријатно, така да обавезно се гледаме повторно. Да, ми беше задоволство. Поздрав до вашите колеги. Нашата соработка и понатаму продолжува. А се разбира продолжува и програмата на Алфа со останатите содржини. Веќе на крајот ви ја најавувам утрешната тема, четврток, во 10 часот ќе се видиме повторно, а инаку утре може да ќе ви ја откриеме и тајната на долговечност. Се грижиме секој ден за вашето здравје, но утре зборуваме со доктор Митов за тоа кој е патот на долговечноста, што значи добро здравје и долг живот. Доколку тоа ви интересира, тогаш ве очекувам утре повторно во 10 часот на фреквенција на Алфа. Имајте убав ден и останете со нашата програма. Довидување.